барем во замислата можеме да замислиме како Христос се вознесува, како ракета денеска која можете да ја смислите и нагоре се подига и едно време доаѓа облак, го засенува и не гледаме веќе што се случува нагоре. За човекот, браќи и сестри, својствено е да оди по земја во хоризонтала. А тоа значи земјината тежа е толкава што не му дозволува да лета. Сега, во наше современо време, прават некои дронови каде што летаат луѓето, меѓутоа не на висина повисока од 10.000 метри, а и тоа авионите таму одат. Не, овие луѓе не можат таму да се вознесат. Меѓутоа, дали ќе биде, како ќе биде понатаму, не знаеме за летањето. Сепак, дури и да летаат така, тие не се возвишуваат во еден правец во висина, туку се подигаат некако малку повисоко, за да може да летаат пак по хоризонтала. Значи, човекот живее во хоризонтала, за жал. А Господ му отвара една перспектива да се вознесува по вертикала. Тоа се вика вознесение Господово, кое не го направи за да не фасцинира. Гледате што можам јас како Господ да правам, како можам да летам, како можам да совладувам земјината тежа. Туку го направи тоа да ни каже еден друг начин на постоење, а тоа е живот во вертикала. Целиот негов живот на земјата во суштина е домострој или упатување нас, земните битија, како да живееме на начинот на друго постоење, а тоа е постоење по вертикала. И денеска тоа ни го покажува. Иако се роди како скромен човек, иако поживеат со нас луѓето, иако беше мачен и распнат на крст, воскресно од мртвите, но не остана по хоризонтала да се движи со наземните битија, туку 40 дена по воскресението се вознесе на небесата. А тоа вознесение Господово не е само подигање по вертикала, туку патока за сите нас на новиот начин на постоење на кој не повикува Господ. А тој нов начин на постоење е да не се движиме само по хоризонтала, а тоа значи да немаме сатисфакција само од земните придобивки, туку да го бараме она небесното. Но тоа сме повикани ние луѓето. Кој ќе го послуша, кој ќе го побара тој предизвик, ќе го добие благословот Божи и да го совлади и да го има тој предизвик како својствен, со кој ќе може да се надраснува и себе си и околината во која што живее. Затоа што тоа е важно за нас луѓето, да научиме дека Господ не предвидел и за друг начин на постоење. Овој начин на постоење на кој живеат земните луѓе во суштина е многу едноставен. Гледате како се бори човек за да стекне нешто по таа хоризонтала и таман ќе стекне си заминува од овој живот. Колку бесмислено изгледа тогаш неговиот живот.
што вели еден руски писател, сигурно се слушнале за Толстој, безсмислено е кога се живее, ама запаѓам во уште поголема безсмисла со смртта. Смртта нема никаков одговор зошто живееме. Живее човек, ќе се мачи, ќе се труди и заминува. Ама затоа го имаме решението кое ни го дава Господ. А Господ ни го дава токму на денешен ден, кога си заминува од овој свет. Не си заминува за потполно да го остави и ще правите што сакате. Не може човек тука го дал животот, тука дал најубавите години и така ќе го остави овој свет Господ. Не го остава. Меѓутоа, заминувам, вели, за да ви го испратам Духот Свети. А Духот, Господ како човек не може да биде секаде присутен. На едно место е присутен, на едно место страда, во еден гроб се полага, тоа е и како човек, значи и Бог и човек. Ама Духот Свети е само Бог. И тој ни го испраќа за неколку денови, 10 денови ќе слезе Духот Свети и ќе ни го покаже начинот на постоење во Духот. А тоа е друг начин на постоење. Затоа Господ Христос и заминува од овој свет. Вели, ако не си одам јас, нема да би го испратам Духот Свети. Ама бидејќи секој од трите личности на Светата Тројца има свој домострој, така се вели, и уредување на домот, а ние припаѓаме во тој дом. Отец благословува, Синот се воплотува, а Духот Свети содејствува, а тоа значи соработува. И после заминувањето Христово, поднесението Негово, доаѓа Духот Свети да содејствува и од нас тој прави црква. Да не се превознесуваме и да мислиме дека ние ја правиме црквата. Ние сме составен дел на црквата. Меѓутоа црквата ја прави Духот Свети. Тој не соединува. Тој не буди сите нас. Зошто други ваши роднини и пријатели не се оде во црквата? Туку вие се. Зошто вие сте разбудени? Кој не се разбудил, си спие уште. Оди тој на работа. Некои други дејности извршува, што велиме се движи по хоризонтала, ама не научил да се движи по вертикала. Тоа е разликата меѓу разбудените луѓе за верата и оние кои уште спијат. А ги има, самите знаете, ги има такви многу кои уште спијат. Нив да се молиме да ги пробуди Духот Свети. Може преку нас ќе ги пробуди, може преку комшијата ќе ги пробуди, може било кој начин ќе ги пробуди. Ама да ги пробуди Духот Свети само тогаш човек е упорен за да се вчлени во црквата. Не да се вчлени како во една партиска организација и да добие книжка. Не се вчленува така во црквата. Во црквата се вчленува на тој начин што се пие крвта Христова и се јаде телото Негово. Само тој начин. Тој начин не спојува и не соединува сите. Аха, имаш ти партиска книжка? Имам партиска книжка, таа ми е. Што те причестувам со телото и со крвта Христови. А, и јас имам таква партиска книжка. И јас се причестувам со телото и со крвта. Ма друго не ми значи. Што му значи дали ќе биде подпишан, дали ќе има некој број, дали ќе има некој датум таа книжка. Таа книжка ја води Господ, не ја водиме ние, кој кога влезе во црквата. Оти многу мине и влегуваат и излегуваат од црквата и пак влегуваат и пак излегуваат, за жал. Најтрезвено умни се тие кои еднаш влегуваат и никогаш не излегуваат.
Како во љубовта, многу искусни луѓе велат во љубовта еднаш се влегува и никогаш не се излегува, како во срцето. Во срцето еднаш влегуваш и никогаш не излегуваш. Може да имаш 1000 проблеми со другиот, ма тоа не значи дека треба да му излезеш од срцето или тој да ти излезе од срцето. Ето на такви возвишени работи не упатува Господ. И преку неговото вознесение, тешко ги најдеме возвишените работи во хоризонталата на животот. Таму ќе најдеме само омраза, само ако можеш да го заобиколиш другиот или да го потиснеш. А возвишените работи има само во божествениот живот. Ние велиме во висините, затоа што е за нас тоа висина. А тоа како да си ги смета Господ висината и длабочината, тоа е друго, зашто за нас она што е висина, во живеејќи на другиот пол, јужниот пол, во Австралија е низина, а тие го сметат за висина. Тоа значи тоа е релативна работа на физичката висина и низина. Ама важна е духовната висина. Кога човек се стреми кон нешто духовно, тој освојува духовни простори. Тој не се задоволува само што е она земното и што може да го добие на земјата. Значи, со другите зборови, не се задоволува само со материјалното, туку бара, трага, водишки принесува за духовното. Ако имаме таков начин и потреба за живот, тогаш имаме друга перспектива, друга цел во животот. Пропратно, не значи дека треба да останеме без куќа, пропратно, не значи дека треба да останеме без кола, ама ако можеме и тоа, меѓу другото, ама најважното да не го испуштаме, а најважното е тоа кој како се црквува, кој каков отчет дава пред Бога. Тоа е најважно, тоа на другото се е споредно и ќе стекнеме, да одиме до крајна мера, најбогатите луѓе што се во светот, значи дека се најсреќни, значи дека го исполниле животот, значи дека се од животот го постигнале. Ништо не значи богатството, а истовремено и значи, ако е споредна работа, ако ни е главна работа да бидеме богати и така да го смислуваме животот, сме го промашиле животот. Ама ако споредно, меѓу другите најважни работи, кои се работите на верата, и сме богати, и имаме одредени материјални допуштенија, добро, па го славиме Бога. И го поделуваме тоа со другите. Како една поговорка во црквата или во црквениот живот, тоа што се споделува, тоа се намножува. И никогаш не осеќа недостаток оној кој споделува. Само треба да го научиме тоа, браќи и сестри, да бидеме во таква ситуација да ги почитуваме, прво да ги препознаваме сите тие духовни вредности кои ни се носат. Затоа са овие големи празници. Јас скоро имаше еден празник на власите, годишнина од признавањето на влашката заедница, или не се сеќам точно, и ме праша за оваа епархија. Викам, голема сатисфакција имам што луѓето во епархијата се црквуваат. Видите, овој манастир
во кој сега сме, е на вознесение Христово. Онај другиот манастир кој е резиденција на митрополитот на Свето Преображение Господово. Значи, народот знае дека ги одбере најважните моменти кои нудат најмногу благослов. Дава благослов Света Петка, дава благослов Свети Ѓорги, дава благослов Свети некој Димитри или не знам. Ама од кај го прима тие тој благослов? Од Господа. Затоа многу важни се Господовите празници. А предците на овој народ овде кој живеел знаел да го одбере тоа. Значи, не да направи манастир на некој од светителите, не знам што примаат благослов од големите празници, од големите случувања, туку на самите празници, на самите случувања прават манастир. На Свето Вознесение Господово нема многу манастири. На Свето Преображение Господово нема многу манастири. Зборам тука, во околината, иначе во светот има. Ама тоа значи дека луѓето знаеле да одберат што е најважно. Е така во животот одбираме што е најважно. Најважното е верата. После верата има фамилијата, после фамилијата има трето, после третото има четврто и така натаму. Ама да знаеме дека верата е најважната работа во животот. Човек што нема вера, велиме да не го луки вода. Значи, не постои нешто што и самиот може да се убеди, а ниту некого друг да убеди во нешто што е возвишено и црсто. Милоста Божја да биде на вас, браќа и сестри. Таа да ве чува, таа да ве пази во сите дни на вашиот живот.